Се повторува ли истото сценарио како за платформите на Матка? Шилегов не знае кога ќе се изврши инспекцијски надзор за објектот што се гради кај трговскиот центар Мавровка. Иако таму повеќе од 1 месец расте бетонско здание, Шилегов вчера добил известување од инспекцијскиот совет дека сега на потек се државниот инспекторат и општина Чаир, кои треба заеднички да спроведат инспекцијски надзор. Вели дека не бил моќен да преземе нешто, иако било јасно дека објектот е дивоградба. Градот Скопје нема никакви ингеренции во градежната инспекција. Оние малку ингеренции за надзор на градилиште што ги имаме и тој тип на надлежности ги искористивме со цел да направиме записник за тоа градилиште, да изречеме казна на несовесниот, да речем, градител и за тоа соодветно да ги известиме надлежните институции, односно општината Чаир, дека станува збор за дивоградба, со оглед на тоа што нашиот инспекторат не најде валидна документација, инспекцијскиот совет како надзорен орган кој што врши надзор врз градежната инспекција на општина Чаир и Министерството за внатрешни работи, секторот за економски криминал. Речениците на Шилегов се речиси идентични со оправдувањата негови кога лани се префрлаше топката, кога дивите платформи на Матка требаа да се урнат. Ние немаме никакви ингеренции за дивоградбите. Каков е статусот на останатите две платформи во езерото Матка ми е непознат. Тогаш како градоначалник на Скопје изреагирав на тоа што сите во тој момент реагираа. Меѓу другото, скопскиот градоначалник не знае колку дивоградби има во Скопје. Според информациите до кои стигна Алфа, има 255.329 поднесени барања за легализација во земјава, а 87.195 само во Скопје. Доградби, надградби, објекти за домување и тераси кои се граделе без одобрение, а најмногу од нив се во приватна сопственост. Новите планови на градскиот татко се по формирањето на новата влада да бара на општините да им се одземат ингеренциите на градежниот инспекторат и тие да му бидат дадени на град Скопје.